Добри дојде во студио за Тони Зен, Тони Петковски слушност. Тони Петковски, да. Публиката ве знае како Тони Зен, хип-хоп изведувач, кој прилично деновиве стана актуелен, топ тема во медиумите, заради некои текстови. Еден од блоговите на кои реферирам е на Филип Стојановски, на еден мој колега Филип Стојановски, кој во блогот ви го анализира подемот и падот, што се случува со Тони Зен, дека го снемува во оној момент кога започнува да говори за стегите и оковите на ова општество или генерално во едно дека се под контрол. Во едно модерно општество реферира на песната Под контрола. Како оди песната? Па има да ти ја изрецитирам цела? Да. Ајде вака. Не знам од каде да се почне. Све е премногу ова што дојде. И не знам дали све што збориме до нив ќе допре. Бевме едноставни, сега секој стана сложен. Ако немаш доволно пари, ќе бидеш само должен. Даноци, камати, џабе, попусти и рати, цела контрола ти вршат ако заглавиш по банки. Медиумски притисок со бомбардирање реклами. Вака се прави и не размислувајте сами. Слободата на говорот затворена во шахта, во канализација фрлена целата правда. Не скара, не степа, од коренот не сменија, фаќаат сеир додека дигаат империја. Лицемерие владее балоте со маски, не верувај во митови ни приказните градски. Не достига единство и поздрав братски, социјални мрежи уништија живот малски. Луѓе во душата и стомакот се празни, а помошта им стига само ако има празник. Знам дека не е така како што изборат. Ние не сме вакви, не држат под контрола. Кој тоа? Не држи под контрола. Што е идејата? Не знам, големите сили валја, не знам кои се тие, да ги пронајдем, јас се трудам да видам кои се, ама тешко иде некако. Премногу има затворени врати. Кои се тие идејата? Да, види, која е идејата, да. Ево од секој сум сакал овака да разговарам во интервју само со стихови, да не биде нели класичен разговор, него баш стиховите да се употребуваат во интервју. Темата е под контрола, многу јасна, многу разбирлива, дека буквално ние сите сме под контрола, вака или така, ние сме под контрола. Кој не контролира, кој го прави тоа, кој го пишува тоа сценарио, зборам во глобални рамки, има многу теории, многу шпекулации. Јас црпам информација од ваму, таму и си создавам, си правам некоја моја теорија или моја приказна пренесена преку оваа песна. Да, како ги чувствувате тие притисоци во Македонија? Па да кажам дека ние се уште сме на почеток за да ги разбереме овие теми. Зборам за пошироката маса. Има многу луѓе, има многу артисти кои што се служуваат со мене, кои што и претходно разработувале вакви теми и ги презентирале, меѓутоа тие не се слушнати и видени, има и видеа. Така да не сум јас единствен кој што размислува во тој правец, него има многу повеќе, само ова едноставно е подигнување на мојот глас за едноставно да се измотивираме меѓу себе и да спознаеме што повеќе информации, што не обкружува, ствари, тоа е целата поента. Да. Се чувствувате ли маргинализиран, отфрлен, цензуриран? Говорам токму за анализата. Да, можеби за оваа тема, да, некого не му одговара, некого му одговара, Ранко Бубамара му одговара, ја пушта, ми даде награда за најдобро видео, така да на дечкото, Филип новинарот му одговара, вас ви одговара, на многу повеќе луѓе одговара и ништо не е случајно да ние се сретнеме и да разговараме за таа тема. Значи јас го чекав овој момент за да се сретнам со тебе, со Филип, со Ранко и така натака, за да ја препознаат оваа тема и да пласираат во јавноста. Нели Тони Зен претходно сите го знаеме каков бил артист и какви теми нудел, меѓутоа сега тоа било претходен концепт, претходни идеи и така натака. Сега е малце сте созреале поинаква. Па апсолутно ние станувате политички ангажиран. Па не толку политички ангажиран. Да, политика е мислам дека главната гранка, можам да кажам. Вашата уметност нуди политички ангажман. Да, има и други песни во албумот Микроскопски организам кои што се важни. Да, кои што нудат таков момент поврзан со политиката, пошто знаеме дека тие луѓе што ги движат работите се политичари, не се спортисти или уметници, се политичари. Сега, мене работава ми е не јас да се борам и да ги терам луѓе да се бориме ние против нив, него ние да се бориме за човештвото.
Со тоа што тоа може да го направиме на многу по не толку интензивен, насилнички, физички пресметки и така натака, не на таков начин, него на по-интелектуален Нудите начин. и пацифизам, нудите и космополитизам. Токму преку овие нудиме, стихови. како сакате да кажете ги тие По термини, борбата за нудиме слобода за опција, изразување и опција нудиме една патека на која што слобода. јас сум ја изводел и едноставно сакам да ја пласирам. Најмногу на младите. Во самата тема Да, во вас се гледаат и долу и токму заради тоа се важни сега вашите јас пораки и песни. Точно, и сега јас претходно кога сум правил песните биле тие малку ограничени, малски теми за клубот, за девојките, како ми било, како им е на нив. Јас сум подобар од тие се подобри од мене. Повеќе ограничено околу таа хип-хоп тематика и така натака. Ова е малку пошироко. Зборам за темите во микроскопски организам, не сите оние теми кои што во иднина. Во светот сакам ваков да ги- тип на сакам да ги артисти пласирам. сега го има, кој политички Колку сакаш. Има многу такви, меѓутоа не се пласирани. Знаеме дека најактивни, актуелни, најмногу пари, најмокни имаат сите оние кои што имаат силни маркетинг агенции, кои што имаат многу добар пиар позади нив и кои што плаќаат многу за да ги има. Светски рамки зборам. И кај нас си треба добар маркетинг, си треба добра комуникација со медиумите, активност постојано, добар пиар за да ве има меѓу медиумите. Јас малку сакав да се оддалечам, значи тоа по моја желба, не дека некој мене ми забранил, да можеби за песнава некој можеби рекол не може да се пушта, се пронашле во таа песна, не може да иде и крај. Лично не ви забраниле да пеете. Не, јас и понатака Но наставувам. не можете да пеете Јас- на широки маси. Зашто да не? Јас и понатака наставувам. Говорам Можеби за се телевизија. Вие каде настапувате? Во клуб? Колку луѓе влегуваат во еден клуб? Да, во клуб, 20, 30. општински настапи и така натака кои што ги организираат менаџери, продукции и така натака. Значи мојот пристап се уште Но е лимитиран. не знам, мислам дека не е, можеби за песнава конкретно да, меѓутоа мислам други дека песни на тие што телевизија? треба да речат не може или може, мислам дека не навлегле се уште во темите и во мојот Други во мојот песни на концепт. Мислам дека телевизија? не ги занима таа работа толку, има луѓе кои што На се телевизија се пуштаат ли други песни ваши? Па да, можам да кажам дека на Балканика се пуштаат постојано, на MTV повеќето од албумот Која MTV? MTV Адрија. Аха. Така Добро. тие се многу поклучни, побитни медиуми, да се разбереме, за разлика од нашите кои што ние немаме медиум кој што пушта спотови, да се разбереме. Нема, има два медиума кои што имаат топ листа и таа се гледа многу ретко. Така да не ми е предизвик мене тоа. Предизвик ми е да се прошири пораката. Пораката ќе се прошири ако јас разговарам со тебе, со него, со тој таму, под настапи и така натака. Ако правам вакви песни, вакви теми, малку да се преусмерат посебно младите. Дали ме разбираш? Тоа ми е целата поента. Не ми е намерата јас сега да кажувам дека вие вака ни правите, вие така ни правите, вие сте криви за ова, политиката не е во ред, смрди, вакво е, такво е. Не, мене ми е поентава дај да седнеме да разговараме убаво, без его. Јас кога гледам на телевизија како разговарате и вие и политичарите и сите, јас се смеам, пошто вас ви излага егото, вие не зборите, вие не го излага егото и се чекај малце, ја против тебе, ти против мене и цело време само ние слушаме расправи помеѓу две страни, дали новинари или овој против тој, све само оваа партија против таа партија, овој му рекол на овој така, овој против него, па овој го бойкотирал. Тоа е демократијата, инаку ќе имаше едно Не е убие. тоа демократијата. И тоа е полемика, тоа е диалог и дебат. Тоа во демократијата е многу важно. Добро, сега Ајде околу визуелните референции за кои се говори исто така. Како изгледаат видеата, спотовите? Вашите спотови. пример за конкретно видео или општо за Еве говориме за овие За што подконтрола. и подконтрола и Па не, што имаат подконтрола е, политички некакви пораки. Добро. Задираат подлабоко во општеството. Па, Обштествените од збирувања. цел албум се издвојува под контрола со Ние ќе ги со пуштиме, се таква разбира, тема. одат Добро. во позадина во овој разговор. Значи, ова беше на идеја моја заедно со BMA Brothers продукцијата која што стои позади мене и ги правиме заедно овие видеа со Мерт. Значи идејата беше следна. Под контрола да биде прв дел од трилогија која што ќе направиме, нели, 3 видеа едно по друго, прв, втори, трет дел. Да. Иста тематика, исти правец. Првиот дел е под контрола, вториот дел се вика
Прљаво на Балкан, која тема песна е веќе направена и постои, заедно со Сиги, и треба да се направи. Сиги е млад хип-хоп артист, доста поетичен, доста сериозно, длабоко навлезен во хип-хоп културата, и ние се правиме на тема која што се вика Прљаво на Балкан, втор дел продолжение од Под контрола. Третата песна не знаеме како ќе се вика, ама ќе има сигурно, затоа што ние си ветивме пред се за себе да си направиме една таква идеја и да ја реализираме, така да не прекинуваме само со Под контрола, као се ова е единствено, ни забранили, нема да продолжиме, не, ќе си продолжиме понатака. А сега за сега, ова е единствена трака, каде што во видеото е направено као краткометражен филм. Значи нема мои појавувања па сега да позирам, да рецитирам, него едноставно има еден приказ како дечки ви излагаат, нели, од дома со фластери на устата, затоа што тоа е некоја символика, затоа што ние премногу сме стегнати, цензурирани, немаме слобода на говор, поготово новинарите, и они движат некаде од ствари да го грабнат главниот и да го однесат на некое место каде што јас го пречекувам. И таму завршил спотот, не се покажува што му следува на него, меѓутоа мисијата успешно сме го земале, сме го донеле таму. Дали сега ние ќе му правиме муавет или ќе го преусмериме, репрограмираме, не се знае. Као прашалник. Да. У вториот дел ќе видиме што ќе се случува. Така да тоа е видеото. За разлика од другите кои што биле многу по трендовски, позерски и така натака. Мислам, нормално, тоа... Овие стануваат подерски... Овие мене и на луѓето што се со мене, што работиме заедно, се многу позначени. Не само позначени, предизвикот е многу поголем. И поинтересна е таа целото припремање за изработка на видеото. Целото процес е многу поинтересен за разлика од оние претходно спотови кои што се класични видеозаписи каде Сега навистина размислувате како артисти веќе. Точно. Мислам и претходно сме размислувале како артисти, меѓутоа сега малку по зрело, можам да кажам. Добро, јас благодарам што бевте гости. Фала.